Српскиот актер Милан Калинич и неговата сопруга Сандра ставија точка на 18-годишниот брак. Иако низ годините беа во центарот на медиумското внимание, тие сега не сакаат да зборуваат многу на оваа тема. Како што пишуваат српските медиуми, актерот го напуштил семејниот дом во Вождовац, каде што живееше со сопругата и двете деца, ќерката Теа и синот Вук. Иако признава дека е мотивец, Калинич неодамна истакна дека не е човек кој плаче поради жените во неговиот живот. Далеку од тоа дека не сум емотивен, напротив, но не плачам поради жените. Ако Црвена звезда изгуби надпревар, тогаш буквално ме боли глава, рече актерот во подкастот Антистрес. Тој откри дека е слободен и отворен за нови познанства. Знаат твоите пријателки, тие многу добро го знаат тоа, додаде тој одговарајќи на прашањето за неговиот љубовен статус. Милан Калинич одсекогаш важел за еден од најпосакуваните мажи на регионалната јавна сцена, а во една прилика објасни зошто толку се труди да остане во форма. Мажите на моја возраст не разбираат колку е важно да се биде во добра форма, да се грижиш за своето тело, да се храниш здраво, да живееш правилно. Само така сте подобри за себе, за околината, за семејството и затоа сите околу вас се среќни. Најмногу мислам на децата. Ако си добар со себе, добар си и со нив. Не е ни чудо што има толку многу депресија меѓу мажите на моја возраст. Луѓето не разбираат колку е важно да се води уреден и здрав живот, изјави Калинич за Блиц. 17-годишната Јана Мрчевска од Прилеп дебитираше на овогодинешното издание на Макфест со својата прва песна. Како најмлад учесник оваа година, Јана се представи со песната "Убава и храбар". Музиката од секогаш живее во моето срце. Таа е нешто што ме исполнува и што ме прави среќна. Кога музицирам, имам настап или пеам, се чувствувам како вистинската јас. Таа е мое мало место каде што се чувствувам слободна, рече Јана и додаде дека Макфест за неа е едно од поголемите искуства исполнето со многу енергија и забава. "Убава и храбар" е песна која има големо значење за мене. Најпрвен затоа што е моја прва официјална песна, а потоа затоа што доста се пронаоѓам во неа од текстот па се до музиката, вели Јана. На сцената на Народниот театар во Битола се одржа свечена академија по повод 80 години од постоењето на културно-уметничкото друштво Стив Наумов од Битола, најстариот македонски хор кој неуморно ја негува нашата музичка традиција и култура. По тој повод во преполната сала се обрати председателот на културното уметничко друштво Стив Наумов, Владимир Христовски, кој се осврна и на изложбата за 80 години културно-уметничко друштво Стив Наумов, која беше отворена во фоајето на Народниот театар во Битола. 80 годишниот роденден на Стив Наумов им го честита и градоначалникот Тони Коњановски и им порача дека секогаш ќе имаат поддршка од локалната самоуправа. Моцаровите перипетии е насловен концертот на филхармонијата која ќе се одржи денеска од 20 часот. На програмата се дела од Моцарт и Чајковски, а како солист на виолина и диригент ќе настапи Сергеј Малов од Русија. Малов свири виолина, виола, барокна виолина и виолончело да Спања, инструмент на кој, како што се смета, Јохан Себастијан Бах ги свирал своите свити за чело. За неговите изведби на виолина добил награди на надпревари како Паганини во Дженова, Моцарт во Салцбург и Майкл Хил во Оукленд, додека за настапите со виола освојувал награди во Минхен и Токио. Настапувал со BBC оркестарот во Лондон, Лондонскиот филхармониски оркестар, оркестарот на Баварското радио, Филхармонискиот оркестар на Токио, Филхармонијата на Хелсинки и други.